Почитувани колеги, почитувана македонска явност. Смислено завршната сметка за 2021 година се разгледува во ноември 2022, кога сме на прагот на носење на буџет за 2023 година. Зошто? За да се измешат проекциите и бројките и граѓаните да не ја видат расипничката улога на извршната власт која што ги спроведува, односно го извршува буџетот. Имено, бројките кои што ги кажуваат, мораме единствено да ги разглобиме, за да видиме зашто всушност станува збор и дека сегашната ситуација во која сме доведени е последователна причинско-последична врска на сите претходни години, бидејќи се работело недомакински. Имено, во однос на приходната страна на буџетот имаме зголемување и реализација од над 100%, конкретно приходната страна во однос на даноците имаме реализација од 102%. Од ДДВ имаме реализација 107%. Од акцизи 92% и од увозни давачки, замислете, 131%. Тоа е знак дека единствено се увезувало од странство и тоа е показател дека владата смислено не ги намали акцизите и давачките за увоз, исто така и ДДВ-то, за да им се полни буџетот во однос на приходната страна, но кога ќе видиме во однос на капиталните трошоци, во 2021 година евидентираат извршување во вкупен износ од 23.408 милиони денари и истите представуваат 78,5% реализација во однос на буџетското планирање во измените и дополнувањата на буџетот. Меѓутоа, смислено во однос на измените и дополнувањето, односно во однос на ребалансот, ако го земеме во однос на основниот буџет, е многу поголема. Но, кога ќе ги видиме и приходната страна, кај што предвидувале дека капиталните приходи во однос на продажба на земјиште и нематеријални вложувања овде потврдиле. Немале капацитет да ги спроведат постапките, немале капацитет да се договорат на кого и колку ќе продадат. Но, во однос на стоки и услуги се комплетно реализирани и истите во 2021 година евидентираат извршување во вкупен износ од 51.003 милиони денари, што представува реализација од 94%, наспроти буџетското планирање. Со тоа што оваа реализација е поголема за 10,8% или 4.972 милиони денари повеќе од буџетските средства од тоа што е реализирано во 2020 година. Односно, кога зборуваме за договори и договорни услуги, овде предвиделе единствено за стоки и услуги преку 620 милиони евра. Ова се најцрната дупка во буџетот, кај што немаме никаква евиденција како истите се трошеле и каде се трошеле. За да, кога ќе ја разгледаме расходната страна. Расходната страна на буџетот, како што потенциравме, во однос на договорни услуги е реализирана во 96,5%. Под разни трансфери, почитувани колеги, е реализирана повторно во 95,2%. Имаме една ставка исплата по извршни исправи, за која што мудро молчат, а истата е реализирана во фрапантни 124% од предвидените. Односно, пластично да ги прикажеме, ако во буџетот беа планирани околу 2,5 милиони, со ребалансот истите предвидуваат 10 милиони, а згоре на тоа, значи, дополнително ги зголемиле. Односно, дури 124% имаме реализација на ставката што се однесува на исплата по извршни исправи. Тоа е индикатор за нефункционалност на системот, тоа е индикатор за неспособност на лицата кои што ги водат институциите, бидејќи покажува дека ги губат споровите или смислено вршат ненавремено плаќање на одредени облигациони односи, односно договори, за да истите имаат камати и трошоци по однос на застапување и по однос на извршување. 124% имаме исплата по односно реализација по однос на исплата по извршни исправи. Тоа е
перење на пари и испомпување на пари од буџетот преку наводно легализирани постапки со однос на извршни исправи кои што ги имаат. Но, за разлика од тоа, од оние фрапантни 124% реализација, кога ќе стане збор за расходната страна во однос на јакнење на владењето на правото, како програма со најмало учество во вкупните владини програми, во незината подпрограма Борба против трговија со луѓе и илегална миграција бележи реализација од 1 милион денари, односно 45% одстапување од вкупните фрапантни 2 милиони денари или околу 30.000 евра, реализацијата е само 15.000 евра и во борба против корупција и организиран криминал има исплатено 0,35 милиони денари, кои што, односно предвидени, кои што воопшто и не се реализирани. Тоа значи правдата во Република Македонија и владењето на правото и јакнењето на правото се определува ставка од околу 15.000 евра. За 15.000 евра планираат да воведат, односно да воспостават владење на правото. Сето ова укажува дека ниту имаат намера да имаме развојна компонента, ниту имаат намера да воведат владење на правото. Ако ги разгледаме и ставките кои што се во однос на расходната страна по програмските области, највпечатливи се оние ставки кај што е конкретно регионалниот развој, каде што имаме реализација од 11%. Внимавајте, 11%. Рурален развој околу 11% реализација. И инструментот за предпристапна помош на ИПА имаме 64% реализација, повторно потенцирам. Тоа се бројки во однос на ребалансот, а не станува збор во однос на основниот буџет, бидејќи ова реализација ќе беше и многу помала од она што го предвидуваат. Дополнително, во однос на расходната страна која што ја реализирале во програмата во однос на урбанизам и градежништво, внимавајте, во износ од 1054 милиони денари или реализација од 63%, од кои што е составена со подпрограми урбанизам и градежништво со реализација 83% и водовод и канализација на општините со 29%. Тоа значи, тоа што била должна владата и министерствата да трансферираат кон општините за реализација на проекти од водоснабдување и одведување на отпадни води, односно канализација кон општините, се реализирала единствено во 29%. Односно, околу 1/3, ниту 1/3 од предвиденото. Тоа значи дека самата влада не била заинтересирана за развој на локалната самоуправа, односно во регионите и населените места и градовите кај што им било потребна ваква инфраструктура. Ја реализирале, уште еднаш потенцирам, само 29%. Но за тоа, кога ќе ги видиме повторно оние разни трансфери, кои што се во најголеми ставки, конкретно во расходите на владата, имаме реализација од 96 во однос на ребалансот, а 187% реализација во однос на буџетот. 187% ја реализирале ставката разни трансфери. Почитувани граѓани, можете слободно да заклучите што значи реализација на разни трансфери од 187%. И со што се докажува незаинтересираноста на владата и во однос на капиталните расходи, кои што се минимално реализирани и истите се обструираат да се трансферираат предвидените буџетски средства од буџетот кон локалната самоуправа за реализација на проекти кои што се од добробит за граѓаните и за нивно олеснување и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните кои што треба директно да го почувствуваат бенефитот од државниот буџет со трансферирање на овие средства. Немаме никаков развој и смислено се разгледува завршна сметка во ноември за 2021 година, а